Му реков да не оди, а тој пак. И рачниот часовник ти го зеде, а? Нема е баш лесно. Веќе има цела програма. Денес ќе оди и кај фризерката Лиле. Джепаровакот не ти го пребра? Што да не ти бараше тебе? Да. И? Диме не дава пари за тулумби. Ти, па требаше барем малку да му помогнеш. Го заплеткавме во работи претешки за него. Родителите ги сваќав на еден начин, Марко на друг, а Диме никако. Затоа ли што тој ми беше мене предалеку, а на Марко преблизу. Да го сватев неговото лутање на време, тој ќе означаше првата врска меѓу детството и мојата младост и ќе беше едноставен, близок и свартлив. Како кога во топла пролет, бргу и без размисла се обуваат сандали. Момче, за пострижување си? Не сум баш при пари. Водам едно девојче на кино, уште не сум ги спечел. Јас би сакала таков кавалер. Вие сте Лиле? Целата. За вас е брат ми Марко. Еден е на отсуство дарен. Редовно, а ќе го пуштат и награда. Епа, ајде, намести ми работа. Сите згодни момчиња се добри војници, нели? Вака. Попладне сум слободна. Речи му во 6 во сладкарницата Ванила. Во 6? Слушај, јас сум точна. Кутриот Марко. Зар да му ја наместев оваа вртимушка што премногу брго и лесно се согласува да појде на состанок со непознато момче? И што му закажува сама состанок? Не доаѓа предвид. Не заборавај, во 6 попладне. Марко? Марко, па тој е срце. Нежен, збунлив. Само што си отиде. Изгледа е без пари. Писменце? Не. Писменцето не ми го даде, изгледа не му се допаднав. Одбира. Повелете, седнете онаму. Хајде, Марко. Ќе се чуеме пак. Чао. За подшишување? Да? Уште само ти ми требаш. Како си, тато? Имаш многу работа, гледам. А тебе ти требаат пари, а? Ми требаат пари, ама сакам да ги заработам. Така парите не паѓаат од небеси. Знаеш ли ти, тато, се за Ајфеловата кула? Ајфеловата кула. Таа е висока 310 метри. Точно. А знаеш ли колку пораснува кога е топло? Колку што? Какво пораснување? И мораш да го знаеш тоа, тато. Че дојде некој ке те праша и ке се посрамотиш. Па никој не прашува такви глупости. Така велеше и за лулето, нели? Ај, добро, колку пораснува? За 10.000, важи?
Слушай, за 10.000, ама само ако излажеш. Точни податоци, тато. Секој тело на топло се шири, нели? Така. Кај помалите предмети тоа не се ни забележува. Па добро да е, јасно е. Но Ајфеловата кула која е висока 310 метри. Таа пораснува значително. Па добро, колку пораснува? Цели 12 сантиметри. Ја, богати. Безиле, Точен податок? од Ларус. Добро, ги заслужи. Ќе го најдам јас нему работа. Значи, така. А зошто да не? Зошто да не? Надвор! Ама... Мртвуко ми зајде! Ти Ама мене зошто? ќе ми закажуваш состана. Ама зошто? Ми се го мислам... Она малечка имаш пред малку зар подобар е? Морај марш надвор да не те видам. Ама... Губи се ти реком. Јас веќе си нарачав. Знам дека честење од тебе нема да ме ограе. На здравје. Брат ти е Джек за тоа. Живи мајка, ти си Диме поголем, ама тој те шие во многу нешта. Ја мајката. А во што? Во многу нешта. Баш би сакал да чуја. Другаре бе Диме, другаре. Ти се правиш Джек. За тебе е важно да изгледаш Джек. А тој има срце. Љубоморен си. Јас? Да. Тој си има проблеми, а ти се силиш. Знаеш ли сега каде е? На базен. Каде? Излегол од базен. Сега е на кино со Билјана. Сеедно, нема пари. Се бори за секоја секунда и од озгора не се предава. А знаеш зошто? Зошто најмалку мисли на себе. Зашто сака на друг да помогне. Ти тоа никогаш не би го направил. Само газиш со моторот преку се. Цел адвокат си станала. Се прашувам, како би го решил ти проблемот негов попладне? Во 6 треба да биде и со мене пред домот на младите, и со Лила овде. Со Лиле фризерката? Опа, бато. Во 6? Добро што излегавме. И мене ми се смачи се ист филм. Само на шефот мислев. Вчера се искаравме на мртво. Не се кира се, Билјанче. Ќе види тој дека не се лош. Ќе ти се извини. Сакаш утре да те водам на базен? Ама утре изутрина, знаеш, попладне сум на работа. Чекај да видам. Што ти е тоа? Распоред на денот. Може во 8? Рано е бе, Марк, туку што ќе се истуширам дома. А ти не тушире се дома. А во 9? Извини, Билјана, ама во 9 сум со Верче. Па може заедно. Таман и јас малку да поспијам. Да донесам ли нешто за грицкање, а? Нешто солен како имате, кикиритки. Ми се смачи од блав. Тогаш, здраво, Марк.
Слушай, и од утре викај ме Слави. А, го смени името. Окей, Марк, здраво! Здраво, стар. Работиш, а? Слушај, Диме, него Август. Ако не го положиш поправниот, не излегувај ми пред очи. Ти пречам од видното поле. А не гледаш дека... Диме, Малион ми планинари по нервите. Сите не врти на малото прсте, сите. жити мајка. Ти не се ни прашуваш кои се оние женски што ги влечка, само откако е дојден Марко, а пред тоа... Јас не се прашувам, а? А што ми го потрошија сиот парфем? Парфемот. Ми ги носи овде. Ги носи и кај таткот, ја тој пак... Не му сите му попуштате. Најмале, уште не знае што прави. Па и така е, Диме. Затоа јас не учам. Вашите грижи ме морат. Нема повеќе учење, така да знаеш, повеќе нема учење. Леле бре, деца. Леле бре, деца. Што не беше една ќерка? Здраво. Здраво, Славе. Нешто огладне. И јас душа нема. Имаш многу работа, а? Онака без врска. Криеш од мене. Не бе, бев на кино, на базен, сам. Сам? Бев и кај Лиле, фризерката. Ама таа не е за тебе. Мислиш, не ќе се? Таа сака, ама нам не ни се допаѓа. Држи. Знаеш што, Марко? Кажи. Денес попладне ќе појдам место тебе. Ќе честам некоја тулумба, а потоа ќе запознам со Јагода, на Диме. Нека другаруваат. Ама сепак ти е жал за неа, а? Зошто да плаче, ништо лошо не ни сторила? Добар си ти, Славе. Подобар од многумина. Ајде. Мама се јави, рече имала некој состанок. А стариот ќе ја чека да не му ја грабне нека. Љубовта е голема работа, Славе. Уште ми е непозната. Не ти верувам. Изгледа е многу сложено. Наједноставната работа на светот, ако си искрен. Море дај тури од тоа јадењето. Сакаш? Еднаш да ручам како човек, без Диме. Дај. Доста да знам. Накркај се. Мами Јонек е на диета. Ќе бараше некој твој другар од Охрид. Оди види. Да? Јовче! Можеш ли веднаш да дојдеш од Охрид? Да, во големи сосови су. Стај уште една пара, не затварај. Брат ми Марко. Во големи сосови су. Одам со 4 девојки. Слушаш? 4. Првата е Билјана, втората е Верче, третата е Јагода и четвртата е Лиле. Лиле утре ќе ме шиша. Добре де, ќе ме подстрижува. Лиле! Да. Јовче, не зборувај, побрзо доаѓај. Не можем сам. Побрзај. Ајде, чао.
Проблеми? Глупости. Ајде, јади. Ајде малку да се одморим. Не оставивме време за нашите работи, а? Барем малку да дремнем. Ајде. Ајде. Лежи. Чекай, часовник. Постоеше ли на светот момче со слични лаки како мене? Спрема девојките на Марко се чувствував крајно обврзан, а Марко пак морав да го поштедам од разочарување. И така не смеев ништо да напуштам и ништо да откријам се додека не му помина отсуството на Марко. Се разбира, тогаш не знаев дека сум посреќен од него. Не ни предпоставував дека него го мачат вината спрема мене и грижата на совеста, чувства на кои дури подоцна ми ја открив мачнината. Марко! Колку е часот? А? Што е? Треба да се пресоблечам. Чекај, Славе, мама рече да не излегуваш. Да. Да. Добро, во ред, во ред. Живе, забележуваш ли ти нешто во последно време? Малку си ослабнала. Вита ела, а? Живко, не сум расположена. Јавив дома дека сме на состанок. Сакам да разговараме, Живко. Ајде. Живко, што мислиш ти за нашите синови? Се најубаво. Така ти е најлесно. Гледаш што сакаш да гледаш. Што мислиш за Марко? Лавче. Диме? Бикче. Само толку. Бикче и пол. А Славе? Петле. Петленце. Кај тебе цело животинско царство, бре, Живко. Со тебе не се разговара. Чек, Милке, чекай. Седи. Добро. Ајде сега кажи во што е работата. Живко, нашите деца се несреќни. Ајдете. Живко. Живко, треба да сме внимателни со нив. Додека израснаат. А Славе? Што бара, бре, Живко, тој со оние девојчишта? Тоа најмногу ме загрижува. Тоа ли е? Воопшто нема да се грижиш. Јас ќе средам работа со тоа. Ти? Јас. Со оние девојчишта? Никогаш. Те молам, Живко, не. Живе. Златен живе. Вети ми. Добро, ето. Еве, не плаши се, не плаши се. Ништо нема да ми биде, а?
Волиш забавен, а? Не се лути што ти го натоваривме. Ма каква лутање, Роски. Види, ние си играме, ама тој целиот се внеса во таа игра. Некои возрастни би требало да се огледат на него. Ти благодарам сепак за помошта. Ништо. Дојди да се избањаш кога ќе си оди Марко. Скоро е 8. Марко ме чека. Чао, чао. Сега ќе ги запознае Јагода со Лиле фризерката. Браво. Како си? Супер. Запознајте се. Ова е пријателка на брат ми Диме. Како не? А ова е пријателка на брат ми Марко. Ке го видиме тоа? Седнете, седнете. Сте за по една тулумба? Сме. 3 тулумби во 3 чинивциња ве молам. Само да знаете, јас плаќам. И јас договорено е. Требаше јас, само не спечелив до. Еве кој плаќа. Еј, брат! Кај си ти да учиме математика? Први плати. Ей, Јагода! 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 Појдете. Сите тулумби за нас. За тебе. Брат ми Марко се извинува што не дојде. Нешто е боле. Ако де? И ти си срце. Уште 2 дена. Ги водевли работите како што треба. Најважно беше никој да не биде повреден. А штом веќе го знаев тоа, морав и да издржам. Останува утрешниот ден. Дали да се обидам уште еднаш? Марко би можел весел да се врати во војска. Знам. Ќе го препишам писменцето на Марко. Не, ќе напишам ново. Драга Дивна, уверен сум дека ќе се обидиш да му ги разубавиш последните денови на еден војник. И јас се обидов. Сакав да научам да пукам, да... Сега тоа не е важно. Тоа може веднаш да се научи. Најважното е како треба да се однесува со девојките. Тие се најпрви. Така вели брат ми Марко. Браво, Славе. Ми личи кога те гледам дома. Здраво, Славе. Леле, главата ќе ми прсне. Остави, Живе ти прв остави. ќе се тушираш? А, не, дамите имаат предност. Што ти значи љубов? Љубов, Славе, љубов, ами што? Марко е со Роска, А сигурно. а Диме со моторот. Не, туку со Јагода. Со Јагода. Со Јагода. Многу знаеш ти, зрнце. Се учам. Море ќе му најдам јас, нему работа, Милке ќе види тој.
Тато, Што е? Ова? Ако да малку грлото да го исчистав. тебе ти е дозволено, возрасен си. Славе, ќе ти најдам јас тебе работа. Тато, ми најде веќе работа. Секој ден ќе ти кажувам за твојот туризам. А ти се знае. Што се знае? Ми требаат пари, тато. Бре, мајката, тебе ти требале пари, а мене не ми требаат, а? И мислиш дека јас ги печатам парите, а? Што мислиш ти? Ги печатам парите, така. Ке се пап, ке се нареда, така? Живе, полека, живе, полека. Постоеше ли нешто позначајно во почетоците на мојата младост? Најубаво беше сепак кога луѓето се сакаа.